Европската банка за обнова и развој е убедена дека изградбата на железничкиот коридор 8 кон Бугарија ќе озможи на Македонија и на незините соседи нова транспортна рута, ќе олесни трговијата, ќе подобри конкурентноста на економијата и ќе ги забрза регионалните интеграции. Затоа ЕБОР обезбеди 46,4 милиони евра за ревитализација на 30 километри од пругата од Куманово до Белјаковце, порача Сију Баре, директор за транспорт во банката. Проектот е подржан и со грант во вкупен износ од 7,8 милиони евра, наменет за изработка на проектната документација, подготовка на тендерот и помош при имплементација на проектот. ЕБОР е кредибилен партнер и гарант дека Македонија ќе добие уште една квалитетна транспортна рута, смета вице-премиерот и министр за финансии Зоран Ставревски. После 20 години зборување, после 20 години ветувања и отпочнати и нереализирани проекти, односно започнат проект кој што не беше до крај реализиран и кој што само представуваше загуба на средства, конечно еве владата на Република Македонија, оваа влада обезбеди финансиски средства за реализација на еден од најзначајните транспортни коридори во земјата, тоа е коридорот 8. Ова е клучен стратешки коридор за Македонија, кој што кога ќе биде завршен, ќе се протега од Јадранскиот брег во Албанија преку Македонија до регионот на Црното море во Бугарија. Рокот за отплата на кредитот е 15 години, со 4 години грејс период и каматна стапка од само 1,7% годишно. Градежните работи би се одвивале во периодот од 2013 и најкасно би завршиле во 2017 година. До крајот на годината се очекува подпишување на уште 2 договора со ЕБОР за обнова на возниот парк на МЖ Транспорт и за модернизација на воздушната навигација. Со тоа банката годинава ќе стави на располагање на земјава околу 150 милиони евра. До сега ЕБОР во Македонија има инвестирано над милијард евра во околу 80 проекти.